Прво му се заблагодарувам на владата на Македонија, па после на нашиот министер Кришник Бектеши, кој што многу ни помогна во оваа сделка со концесијава. Ние се уложивме околу 7.300, планираме у рок од 4 години да инвестираме околу 22 милиона плюс екстра инвестиции, кој што ќе имаме голема фабрика, кој што ќе треба уште едно 500 најмалку вработени да има. За старт одмah првата година ќе имаме 100 вработени, така што се надеваме од Бога да има добар камен и да идеме напред. Тоа е од моја страна. Кога ќе започнете со експлоатација? Ние ќе започнеме веднаш, само што да си земеме документите во раце, ако треба и уште утре. Ние имаме, значи, вака компанија, заедничко со турска компанија сме заедно и пласманот ќе ни биде целосно во Азија, Европа и така, Кина, Кореја, Малезија и така натаму. Ми е чест и задоволство денеска да бидам во официјална посета на Прилеп и Долнени. Ние разговаравме со градоначалниците на двете општини во врска со соработката помеѓу владата и општините. Ние сме насочени за да им помогнеме на општините, но главниот повод што денеска сме тука е истовремено и да објавиме новата инвестиција. Значи, Министерството за економија давала концесија за геолошки истражување во сума од 7,3 милиони евра за експлоатација на мермер. Имајќи го предвид Законот за минерални суровини, согласно тој закон, како што и вие знаете, 70% од надоместокот им припаѓа на општините и веќе средствата се префрлани во сметките на општините. Ние како влада сега очекуваме од општините на Долнен и од Прилеп за овие средства да ги користат во инфраструктурни проекти, водоводи, канализации и генерално за локален економски развој. Нека е со среќа на сите жители на двете општини и веруваме дека поскоро тие ќе видат и на терен конкретни проекти што ќе бидат реализирани од ова инвестиција. Значи, јас сега би му дал збор и на концесионерот или инвеститорот да ви каже подетално за инвестицијата и на тој начин ќе креираме нови работни места, но истовремено и ќе го зголемиме извезот од Република Македонија. Големо е задоволството денеска ние да бидиме домајчини на потпишување на еден грандиозен договор од ваков вид. Договор за концесија доделен од страна на Министерството за економија, од кој што договор нашата општина ќе има голем бенефит. Јас се надевам дека ова соработка меѓу општините и владата на Република Македонија, посебно Министерството за економија, ќе продолжи и во иднина нормално истите ќе се залагаат за подобро наша иднина во ова општина. Голема благодарност до Министерството за економија, која што на многу транспарентен начин ги има водено сите овие постапки за доделување на оваа концесија. Исто така благодарност до инвеститорот кој што одлучи да ние како општина и Прилеп исто така бида нивни локации за инвестирање. Се надевам дека соработката ќе продолжи и со инвеститорот. Му честитам на колегата од Прилеп, исто така и на целиот народ што живеат кај нас во Долнени и во Прилеп. Парите се веќе на сметката на општината, ние секако ќе ги користиме на многу транспарентен начин. Има многу што да се кажи каде ние би ги користеле како рурална општина која што сме. Имаме населени места кои што се уште најголемиот проблем му е водата за пиење. Имаме населени места на кои што му фали канализација, му фала училишта, инфраструктура и така натаму. Меѓутоа, морам да истакнам дека дел од оваа инвестиција, за жал, ќе оди за долг кој што го наследивме од претходната гарнитура. Јас денес се радувам и сум среќен за потпишувањето на денешниот договор помеѓу владата на Република Македонија, тоест Министерството за економија, како представник со господин Бектеши. Морам да го спомнам тука и Министерството за екологија
и мешовитата компанија Волостон, која што е концесионер во потпишувањето на овој договор. И сакам да упатам благодарност на двата овие субјекти, затоа што дадоа голем придонес за да се оствари овој проект, кој што е од интерес за нашите две општини Прилеп и Долнини. Иако денот по утрото се познава, мислам дека општините Прилеп и Долнини имаат светла иднина, затоа што овие средства што пристигнаа во нашите општини ќе бидат искористени токму за вас граѓаните, со подобрување на инфраструктурата, со подобрување на проектите што ги имаме планирано и зацртано, и мислам дека во наредниот период тоа ќе се оствари, ќе се обистини. Сите ние ќе имаме бенефит и подобри услови за живење на граѓаните од Прилеп и Долнини.